Јас би апелирала до сите луѓе што имаат секогаш вишок дома, без оглед дали е тоа тегла ајвар или постар леб, не го фрлајте директно во контейнери во канта за отпадоци, оставете го или покрај контейнер или дајте го на некој што знаете дека нема. Остатокот од денешниот ручек на некого може многу да му смени, на нас нема ништо апсолутно да ни значи. До младите би порачала да го користат велосипедот, меѓутоа да внимаваат. Ова е малце амбивалентна порака, затоа што покануваш некој да вози во не целосно совршени услови, да се грижат за себе, иако секогаш принципот на грижа треба да доаѓа од посилниот кон послабиот, меѓутоа во нашава ситуација мора многу да сме со поотворени очи и повнимателни кога учествуваме во сообраќај како ранливи учесници, како пешаци или како велосипедисти. Да останат автентични, креативни, да веруваат во себе, да размислуваат надвор од границите и да создаваат свои дела, само така можат да успеат. Јас верувам дека секој во себе има талент, некои го откриваат порано, некои подоцна, а оние што не го откриле затоа што се откажале прерано. Мојата порака до младите е да бидат кул и да купуваат и да изработуваат рачни производи, а пораката до институциите е малку посериозно да се посветат на промоција на младите креативци, излезат во пресрет на оние кои што сакаат да се занимаваат со рачни изработки. На младите им препорачувам да бидат храбри и истрени во тоа што го сакаат, да се борат за своите цели, бидејќи општеството ни нуди еднакви можности и права, и само храбрите и упорните успеваат во своите цели. Секој од нас има предности и недостатоци. Ова е тимска работа, во која понатака на сите ќе ни бидат доделени задачи, каде што ќе бидеме најмногу корисни. До младите да им порачам си да работат со љубов, затоа што љубовта е џокер во животот.